Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Заеви и Филипче не ги поврзуваат само фирмите во Бугарија, туку и фирми во Македонија. Покрај тоа што Венко Филипче е миленик на Зоран Заев, нивните браќа здружно го напаѓаат енергетскиот бизнис. Имено, во 2023 година, Вице Заев и Никола Филипче формираат заедничка фирма под името Фос и Мерас, што преведено од грчки јазик значи дневна светлина. Сопственици на Фос и Мерас се две компании: Total Engineering од Струмица во собственост на Вице Заев и Plus Network од Скопје, чиј собственик е Никола Филипче. Фос и Мерас на Заеви и Филипче гради 1,5 мегавати соларна централа на атрактивна локација од 23.000 метри квадратни, на само 500 метри воздушна линија од границата со Грција. Централата е изградена во најкус можен рок, а сите фази од пренамена на земјиште до одобрение за градба се направени во време кога Зоран Заев и Венко Филипче се власт во Македонија. За да видиме како се брзало да се изгради соларната централа додека е СДС на власт, ќе се потсетиме на наводите кои ги изнесе ИРЛ во нивното големо истражување. Имено, според податоците кои ги објавија, прв собственик на земјиштето била фирмата Панама Резорт од Скопје. Таа во 2016 година ја купила државната парцела од Република Македонија. Првичната намена била да се изгради винарија, што не се реализирало, за потоа во 2021 година оваа фирма да го продаде земјиштето на фирмата Plus Network, чиј собственик е Никола Филипче. Plus Network на Филипче поднела барање за пренамена на земјиштето од лесна и незагадувачка индустрија во изградба на фотоволтаични електрани, за што во март 2023 година добива согласност од Министерството за транспорт и врски. А по само неполн месец, Советот на општина Дојран, каде градоначалник е Анго Ангов од СДСМ, да го измени ДУП-от и да овозможи фирмата да може да постави соларни панели на парцелата. Бизнисот на Никола Филипче и Вице Заев е тежок 250.000 евра годишно. Вице Заев и Никола Филипче летале низ процедурите. Фирмата на Никола Филипче дозволата за градба ја добива во најкусиот законски рок од 3 дена предвидени во Законот за градење. Иако праксата покажува дека и во случај кога околу одредена парцела нема приватни сопственици, рокот трае минимум 15 дена. Општинската администрација била експедитивна. Барањето е поднесено на 20 јуни, а решението изготвено на 23 јуни 2023 година. Откако Никола Филипче ги завршува сите бирократски процедури и теренот е подготвен за градба, во ноември 2023 година фирмата Total Engineering на Вице Заев купила половина од парцелата. За на 25 декември 2023 година во Скопје, Заев и Филипче да ја формираат заедничката компанија Фос и Мерас, која станува носител на одобрението за градба на фотоволтаична централа и собственик на атрактивна парцела. Фирмата на Заев и Филипче во најбрз можен рок ја гради централата и таа е веќе завршена. Почитувани, ова е примерот како СДС владееше. Додека народот чекаше ред пред шалтер, браќата на Филипче и Заев летаа низ процедурите за изградба на соларна централа, бизнис од 250.000 евра годишно. Ви благодарам. Повелете доколку имате прашања. Да, пред само по еден час од СДСМ пак имаше контраобвинување за исто фирми поврзани со Бугарија, но овој пат тие пристап го вторуваат кон претседателот на партијата Христијан Мицковски. Од СДСМ го праша ВМРО ДПМН да одговори, да даде одговор дали фирма наваѓанак на претседателот на партијата регистрирана во Бугарија и пари од таа фирма завршувале кај негови блиски и во партијата. Видете, јас жалам што Кузеска и Социјалдемократскиот сојуз се служат со невистини и манипулации, обидувајќи се дека така преку креирање лаги ќе ја сокријат вистината, зашто ние веќе неколку дена објавуваме факти и аргументи, а одговори од страна на СДС, Венко Филипче и Кузеска нема. Но еве да речеме дека на овие прашања не одговараат, јас ќе поставам друго прашање. Дали е вистина дека компанија од Македонија, која што е блиска до семејството на поранешен председател на Социјалдемократскиот сојуз, исплаќа пари на бугарска фирма
која што е во сопственост на поранешен премиер и председател на Социјалдемократскиот сојуз? Нека одговорат на овие прашања, доколку не, ќе продолжиме да информираме јавност. Социјалдемократскиот сојуз беше на власт 7 години, има можност за сите состојби да дискутираат, но не го направија тоа. Тоа само покажува колку се очени и колку она што го зборува ВМРО-ДПМН е вистина.